Благодарам многу. Почитуван представник на УНИЦЕФ Бенџамин Перкс, почитувани представници на Обединетите нации, на Светска банка, Европската делегација, UNDP, USAID, почитуван министар, почитуван подпредседател на владата, почитуван министар за финансии, заменик министар за образование овде денеска присутни, почитувани професори, наставници, општественици, представници на граѓанските организации. Прво дозволете да се извиниме за доцнењето. Транспарентноста одзема некогаш и време и со медиумите и прашањата и со се, но секако ова денеска на што сме собрани е многу важно. Првите 4 цели за одржлив развој од вкупно 17 утврдени од Обединетите нации, кои се однесуваат на справување со сиромаштијата и обезбедување сигурна иднина и здрав живот на граѓаните и поколенијата, ја вклучуваат и најважната компонента која ги поврзува сите заедно, а тоа е моќта на образованието. Оваа влада е посветена на спроведување на реформите во образованието, кои се исклучително важни за обезбедување на квалитетен живот на младите, поттекнување и зголемување на економскиот развој и раст на севкупната економија. Ветивме во нашата програма за работа на владата дека наместо со воведување на избрзани и нефункционални проекти, мерки и реформи во образовниот процес, ќе ги носиме процесите и проектите преку јавни дебати со сите засегнати страни и денеска еве имаме можност да разговараме за интересот на учениците, наставниците, професорите, родителите на децата и сите други активни чинители во образовниот процес. Досегашните анализи, мислења и сугестии на представниците на образовниот сектор покажуваат дека законските норми кои го регулираат образованието се жива материја, која треба да се менува соодветно на општествените текови и потреби. И затоа сме отворени, целта е да се создаде поквалитетен образовен процес. Ние како влада ги почитуваме современите европски практики, според кои основни и најважни столбови на општеството се обезбедување на инклузивно, недискриминаторско и квалитативно редовно образование за сите деца без исклучок, правенствено за учениците со посебни потреби и за учениците од останатите ранливи категории. Нашата тенденција е инклузијата на вистина да се применува и сите ученици без разлика на нивниот степен на развој и без разлика на нивните различни карактеристики да бидат интегрирани во наставниот процес заедно со децата со континуиран просечен развој. Почитувани дами и господа, почитувани присутни, нашата заедничка цел е да создадеме индивидуи кои ќе имаат самоуверено знаење и умење, употребливи вештини и тоа од најмали нозе, уште од предучилишната возраст. Ние имаме поддршката од УНИЦЕФ, Детскиот фонд на Обединетите нации, за зголемување на опфатот во квалитетното предучилишно образование преку подобрена поддршка на раниот развој и учењето. Денес, секој млад човек поминува најмалку 12 до 13 години од животот во училишните клупи и ние треба да овозможиме тоа време да биде искористено вистински и практично. Да обезбедиме најдобри услови за развој на една единка која понатаму ќе реализира економски бенефити за себе, за своето семејство, истовремено секако ќе предонесува и за општиот економски развој и просперитет на сопствената држава. Следејќи го германското искуство, се заложивме за имплементирање на системот на дуално средно стручно образование, со што се обезбедува практично применливо знаење на учениците и се добива квалификуван и корисен кадар, конкурентен на домашниот пазар и на странскиот пазар на трудот. Деновиве, заедно со министрите кои што се со мене, во Виена имав прилика да посетам техничко училиште, каде се спроведува дуалното образование и разговарајќи со наставниците имаме прилика да дознаеме дека особено важно и клучно е на кариерното насочување да се работи уште во пониските оделенија во основното образование. За конкретното имплементирање на овој проект повеќе ќе каже вице-премиерот Ангјушев подоцна во рамките на оваа јавна расправа и другите министри ако се уклучат. Но нашите деца се единственото наше богатство и за обезбедување на нивната, а и на нашата иднина, освен стручното и квалитетното образование од најмали нозе, должни сме секако да им создадеме услови за соодветен социјален и емоционален развој, да имаат време да бидат заедно со своите родители, да играат, да другаруваат и така натаму. Истовремено,
Мотивацијата е исто така на прво место. За оние талентираните и оние кои се заинтересирани, математичари, хемичари, музичари, спортисти, како влада треба да ги поддржиме да одат на надпревари. Таму не е важно да бидат први, важно е да другаруваат, да собираат искуства и да се почитуваат меѓусебно. Последните 2 години позитивно ја сменивме целокупната перцепција за нашата земја, градејќи пријателство со соседите и отварајќи ја нашата држава на земјата кон Европа и кон целиот свет. Нашите напори за обезбедување квалитетни реформи се дополнително мотивирани од напредокот во остварувањето на нашите аспирации, гледајќи се како идна членка на НАТО и Европската Унија. Со интегрирањето на Северна Македонија во Европската Унија и НАТО, на младите луѓе им се отвараат вратите за зголемување и искористување уште повеќе на нивните потенцијали. Им се отвараат можности за размена на искуства, за запознавање на нови достапни европски програми за поквалитетно образование, како и можности за користење на европските фондови кои го поттикнуваат градењето на синергија помеѓу образованието и работната околина преку промоција на предприемништвото и иновативноста. Еден од најголемите приоритети на владата е да создадеме квалитетен образовен систем на сите нивоа, кој постојано ќе се надградува и кој ќе ги интегрира сите сугестии и мислења од учениците, но најповеќе од просветните работници, експертите, студентите, граѓанските организации и сите вклучени во овој сегмент. Преку Министерството за образование и наука ќе продолжиме со јакнење на стручното усовршување на сите наставници и стручни соработници за инклузивно образование. Посветени сме на анализата на реформата во однос на зголемување на времето поминато меѓу наставник и ученик без интервенција во наставната програма со цел подобрување на постигнувањата на учениците, што е и препорака од последниот извештај на ОЕЦД. Правиме сериозни планови мотивирањето на наставниците за новите обврски во училиштата да биде подкрепено и со поголеми плати во образованието. Вложувањето во децата, во нивниот правилен развој, во нивното квалитетно образование и јакнење на нивната самодоверба е еден од нашите најголеми влогови што може да ги дадеме во образовниот процес, вложување кое подосна и текако ќе ни се врати како инвестиција во севкупниот општествен, демографски и демократски и економски просперитет на нашата татковина. Потребно е секако да се вклучиме сите, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, директорите, ректорите, деканите, максимално посветено и навремено да работиме на реформите во образовниот процес. Јас изразувам јавна благодарност на сите кои придонесуваат и не поддржуваат во унапредувањето на реформскиот процес во образованието, бидејќи со тоа вложуваме во иднината, во креативниот и движечкиот потенцијал на сите млади, со единствена цел да добијат рамноправна основа за реализирање на својот потенцијал. Секако на крајот дозволете ми, заради тоа што и поводот е таков, а и по тој повод е организирана оваа дебата, на крајот да искористам приликата и да им честитам државниот празник 24 мај, денот кој ги славиме се словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, на сите просветни работници, како и на сите граѓани кои што го слават празникот. Благодарам.